Потребните документи кои ги побара антикорупцијска од државните институции за да го истражува потенцијалниот непотизам или судирни интереси при вработувањето на роднини на државни функционери, пристигнале до комисијата. Сите документи кои ги побаравме се пристигнати. Сега ќе ги обработуваме за да испитаме дали има прекршување на законските регулативи. Од комисијата за Алфа велат дека со доставените документи започнува проверката на првата тура на 18 оформени предмети по допрен глас. На 2 дена пред истекување на рокот, документи нема испратено МВР, Агенција за супервизија, Фонд за иновации, Рек Битола. Но според изјавата на антикорупцијска, документите пристигнале на време, па установите нема да одговараат прекршачно. На неколку денови откако се објави 18 случаи за потенцијално роднински пријателски вработувања, антикорупцијска оформи уште 40 нови предмети, каде ќе се истражува за евентуален непотизам. За втората тура на предмети, од антикорупцијска информираат дека рокот за доставување на документите е уште 10 дена. Во овие 40 предмети, на списокот кој го формирала комисијата по допрен глас, се имињата на тројца роднини на министерот за локална самоуправа, внук на директорот на Бирото за јавна безбедност, сопругата на директорот на истражниот затвор, се вработеле во МВР, УЈП, Министерство за транспорт. Антикорупцијска почнува истраги за вработувањето на роднини на поранешни функционери од ВМРО ДПМН. Ке се проверува вработувањето на сопругата на Кирил Божиновски, пред очите на Антонио Милошовски. И по објавување на скандалите со непотизам, бројката на откази на роднините или пријатели на државните функционери се уште не се знае. Министерот за јавна администрација Дамјан Манчевски вели не ја знаел бројката, но очекувал таа да расте. Антикорупционерите со полни раце работа. Рекол дека ќе поведат и 30 на прекршачни пријави за декани на универзитети заради недоставување на анкетни листови. Дел од деканите ја демантира ова информација, која за нив ја сподели комисијата.